Ова е срамота. Оставени сме буквално сами на себе на улица. Ја молиме власта подитно да ни помогне. Немаме плата, немаме придонеси, ниту пак работа. Вака денеска се пожалија 60-тината преостанати вработени во државната компанија Еврокомпозит, кои повеќе од месец и половина се пуштени на принуден одмор, бидејќи фирмата нема работа. Подолг период ги молиме, буквално ги молиме и директору, и представниците на управниот одбор, и пратениците, сите пратеници, значи упорно цело време ги молиме да има некаква средба, да ни помогна некако. Оти сме остаени буквално на улица. На улица сите има појче права од нас. Значи, ни здравство имаме, ни пензиско имаме, ни плати земаме, не знаеме што да правиме. Ни вработени сме, ни невработени. За цела 2019-та немале земено ниту една плата. Се што добивале бил заостана долг. Сега повторно имале за земање уште по околу 20 на плати или по околу 4 до 5000 евра повработен. Значи, крајно несериозна е владата на Република Македонија, што за овие 64 луѓе навистина не сака да го реши проблемот. Повеќе од 4-5 месеци работа немаме никаква и не знаеме што да правиме. Значи, работа немаме, здравство немаме, директорите си седа во канцелари, а работниците се пуштени на принуден одмор. Излегував дека пратениците се фала дека законот го донесоа на собрание, дека во службен весник е излезен, а до ден денеска еве 4 месеци поминаа, значи не ни стаж оплатен, ни плати, ни придонеси. Не е ефектуиран законот за придонесите затоа што представникот на државниот капитал си дал оставка, а без представник не можело да се викне собрание за да го реша проблем. Никој не знаеме, значи представникот е негде на 3-4 декември повлечен од функцијата и од тоаш наваму ни ветува, имав една средба дека ќе се намести за брзо време одма нов представник. Еве до ден денеска нема представник. Вработените во Еврокомпозит обвинуваат и тоа дека се започнало со продажба на одредени репроматеријали во компанијата. Не се знае зошто се продаваат истите, ниту пак зашто ќе се употребат парите. Имаме сознание од фирма дека се изнесува одредени репроматеријали, што утре нашто им треба за работа, а ако дојде работа, ќе нема пари да се купа, така вика. Се изнесува од фирмата, тие се употребува материјалите со подобро текне работа. И други материјали има изнесува, например со документи вамо таму, не ги знаеме што е како, а тие се скапи. Ги продаваат или што? Ги продаваат на други фирми. А парите каде завршуваат? Парите во фирмата биле, али ако ни треба утре ние не можеме да ги купиме одма. Треба чекаш месец изгледа. Вработените во Еврокомпозит велат дека ако продолжи оваа ситуација, планираат да ги обноват протестите.